Почитувани колеги, почитувана македонска јавност, почитувани медиуми. На денешната седница на дневен ред е предлог закон за данокот на солидарност по скратена постапка. Повторна злоупотреба на европското знаменце, бидејќи нема ништо европско, освен зголемување на даноците. Со воведување на нови даноци и зголемување на постојните, се продолжува со уништување на македонската економија. Ваквото решение на власта е само потврда за неспособноста со справување со сивата економија во Република Македонија. Се обидевме да иницираме јавна дебата за предлог законот за солидарен данок, но власта не сакаше да го слушне мислењето на бизнис секторот и јавноста, вака оставаат сомнеш каде и зашто ќе се потрошат парите. Но сите сме свесни дека овие пари ќе завршат во сомнителни проекти, во нечии джепови, во буџетската дупка која ја креиравте со Бехтел Јенка и за тендери во 4 очи. Не се казнуваат оние кои не ги почитуваат фискалните обврски кон државата и не плаќаат редовни даноци. Сакам само да информирам јавноста дека овој предлог закон е неправеден и е насочен кон фирмите кои редовно плаќаат даноци, а не кон фирмите кои создаваат сива економија и не плаќаат даноци. Зошто им воведувате дополнителни даноци на компаниите кои вродиле со зголемена добивка? Вие ги казнувате најуспешните, а со тоа создавате несигурност кај инвеститорите. Наместо да се справите со сивата економија, да ја вклучите УЈП и да ги проверите кои компании не плаќаат данок, да воведете контрола на неплаќачите. Најголем проблем за граѓаните е високата инфлација, намален животен стандард, зголемување на цените. 1/3 од граѓаните на Македонија живеат во сиромаштија, а најголем виновник за ваквата состојба е владата. Ветуваа живот, а донесоа сиромаштија. Доколку власта вистински се грижеше за граѓаните, ќе го намалеше ДДВ на храната за 0%, а ДДВ на струјата за 5%, додека се нормализира инфлацијата. Ги тргна ограничените маржи, а сега го зголемуваат и ДДВ-то на храната, а граѓаните не знаат како да го преживеат новиот бран на поскапување на храната. Не го прифатија нашиот предлог за ослободување од ДДВ со цел да се намалат цените на производите. Се очекува изголемување на ДДВ за пелетите од 5 на 18%, со што ќе ги зголемат трошоците на граѓаните, кои своите домови во зимскиот период ги затоплуваат со овој вид на огрев. Минатата година овие граѓани за 1 тон пелети плаќале од 280 до 300 евра, а со зголемување на ДДВ-то оваа сума сериозно ќе се зголеми. Само пред неколку години ги убедуваа граѓаните да ги заменат печките на дрва и на јаглен со поеколошки начин на затоплување на домовите, а сега повторно им кажуваат да бараат друг извор на енергија, бидејќи ваквиот начин на грејење не бил добар. Цените на млекото, јогуртот, сирењето, кашкавалот и останатите млечни производи веќе се зголемија, а се очекува и цените на другите производи да се покачат, што ќе биде дополнителен товар за семејниот буџет. Високите цени на храната и енергенсите силно удираат по джепот на граѓаните, а владата не превзема никакви мерки за да го ублажи овој ценовен шок. Реалноста, како не допира до владата, немаат никаква стратегија за ублажување на ценовниот шок. И покрај сите наши укажувањата на граѓаните, од бизнис секторот исто така, не се превземаат никакви чекори. Стопанската комора и Советот на странски инвеститори и порачаа на владата да се откаже од оваа еднократна давачка, која подготвува за компаниите од приватниот сектор. Бизнисмените побараа парите кои властите сакаат да ги земат од овој данок за солидарност, да ги обезбедат од намалување на трошоците во јавниот сектор и да ги намалат непродуктивните трошоци. Стопанската комора на Македонија укажа
дека Законот за солидарен данок е во спротивност со член 52 од Уставот, кој пропишува дека законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните. Значи, ретроградно не може да важи. Постапувате спротивно на Уставот, не го почитувате правото и законите. Затоа имаме целосна нефункционалност на правната држава и недоверба. Стопанската комора на Македонија смета дека правната или економската сигурност на домашните компании или странските инвеститори во голема мера зависи од способноста на институциите да изнајдат правични и разумни решенија во време на криза, а казнувањето на успешните компании не треба да дојде како последица на лошото управување со кризи, со цел товарот да не падне врз грбот на бизнисмените, кои се уште не можат да закрепнат од последователните кризи. Колеги, овој закон го гласате. Бизнис заедницата ќе го оспори на Уставниот суд. Според проценка на властите, со данокот за солидарност ќе се обезбеди прилив од околу 76 милиони евра. Државата, што собра средства од овој данок, има специфична намена на средствата во програмите за поддршка на сиромашните семејства и компаниите во 2022 година. За кого и зашто ќе бидат искористени овие средства? Се правдаат дека треба да ги вратат парите на фирмите, што солидарно државата ги помагала во услови на кризи. Го избравте најлесниот начин да го зголемите даночниот товар врз оние кои плаќаат данок, а не да ја намалите сивата економија, односно да го контролирате неиздавањето на фискални сметки, плаќање во готовина без оданочување. И овој пат, по кој знае кој пат, државата не посега на системски начин на решавање. Анализата на Државниот завод за ревизија укажува на недоволна транспарентност при доделување на средствата за финансиска поддршка, распределба без утврдени критериуми за изборот на институции и општини, без критериуми за износот на одобрените средства. Ваквите забелешки на Државниот завод за ревизија алудираат на корупција и на криминал. Во текот на кризите се презадолживме. Затоа имаме и највисок јавен долг, една од највисоките инфлации во Европа. Додека државната каса се полни од даноци, кои поради зголемените цени се слеваат во државната каса, работниците и граѓаните се мачат да излезат на крај со ова енормно покачување на цените. Експертите за економија и за енергетика предочуваат дека поскупување на електричната енергија со сигурност ќе има, како што објаснуваат, а енергетските компании веќе подолг период работат со загуби. Имаат големи долгови кои се покриваат од буџетот на државата. Колеги, мора да се освестите, одамна треба да се насочите кон намалување на сиромаштијата, на невработеноста, но вие не превземате никакви мерки за да го подобрите животниот стандард на граѓаните на Република Македонија. Затоа сме таму кај што сме. Оваа влада нема намера да ги решава проблемите на граѓаните. Оваа влада се занимава само со популистички мерки и идеи. Немате ниту план, ниту визија, само желба за крадење. Вака ли ќе го трасирате патот кон Европа? Вака само сме закотвени и тапкаме во места. Во изминативе 7 години на вашето владење покажавте само неспособност, неодговорност и неработа. Народот тоа го гледа, ќе ве потопи на изборите, кога и да се случат. Ви благодарам. Има збор Игор Здравковски.